Почитувани, следите Студио 10 на Телевизија 24. Во третиот и последен дел за емисијата ни гостува Антонио Михајлов од Суперзивен фронт. Говориме за правата на ЛГБТ и заедницата во земјава и секако за втората парада на гордоста, која што се одржа пред неколку дена во Скопје. Антонио, добро утро, добре дојде. Добро ве најдов. Спомена да и во најавата се одржа и втората парада на гордоста во Скопје. Како помина еве една ваша оценка? Па прилично добро, ги надмина нашите очекувања. Ние имавме многу добар пример за прва парада на 2019 и целта не беше да ги надминеме тие очекувања за првата парада, мислам дека ги надминавме тоа многу повеќе. Помина без никаков инцидент, во многу весела, пријатна атмосфера, имаше доста изведувачи, доста забава, доста музика и доста протест, доста пореки испратени до целото општество. Имаше и политичка подршка, дојде од министерствата, повеќе министерки, пратенициве, дојде и председателот да маршира заедно со нас. Имаше доста луѓе од самата заедница, посебно млади ЛГБТ, медиумско исто така бевме прилично застапени и мислам дека добро поминав. Оно што секако се постави како прашање во јавноста е зошто, која е потребата и која е целта на одржување на една ваква парада? Да, тоа често пати се поставува како прашање. Меѓу другото, парада е и протест, марширање или тоест право на здружување, јавно здружување на јавен собир, но и на изразување, слободно изразување. И со креирањето на парадата се формира еден сигурен, безбеден простор за самите ЛГБТ луѓе, кои што може да бидат тие што се, автентични тие што се, затоа што во сите останати денови од годината ЛГБТ луѓето не живеат автентичен живот. Се кријат, нормализираат опресија, се жртви на дискриминација континуирано, наследство, вознемирување, малтретирање во училиштата, врсничко малтретирање. Понатаму се често пати избркани од домот, имавме случаи каде што и во рамките на институциите имаше лош третман или несоодветен третман во самите жртви, како и голем дел, например, во однос на делот на говор на омраза, имаме нереспонсивност, неказнивост на говорот на омраза, посебно кој што е присутен на социјалните медиуми. Луѓето не сваќаат дека, посебно тие што коментираат користат говор на омраза, не сваќаат дека тоа е јавен простор. Социјалните медиуми се јавен простор и подлежат на санкционирање. Тоа што правосудството наше или судството не функционира на начин, обвинителството посебно не функционира на начин кој што треба да функционира, е сосема друга тема. Имаме исто така потреба да креираме заедница и во тој мал микропростор кој се креира за време на парадата, луѓето се запознаваат, се дружат, споделуваат, танцуваат, слават, но и на некој начин градат сојузништво, не само ЛГБТ, туку и луѓето кои се поддржувачи на нашата кауза. И тоа е многу важно во нашата борба, затоа што ние сме сепак малцинство и поддршката од сите е многу важна и е наша цел да имаме што повеќе поддржувачи, да добиеме поддршка од различни видови на извори. Вие споменавте, рековте парадата е протест и прослава. Во Македонија што е повеќе, протест или прослава? Па комбинација е повеќе, затоа што почна во пред 51 година, 52, почна како бунт, како револуција, и тоа протест против полициската рација во Стоунвол кафулето во Њу Јорк. И од тогаш па наваму представува континуирано протест за барање за остварување на собствените права, но и окупирање на простор, на простор кој е наш. Фактички освојување тој простор затоа што ние во нашите микросредини сме вообичаено in the closet, значи во плакарот, не споделуваме кои сме, не зборуваме со нашите колеги, например, на работа, за нашите приватни животи, што ни се случува, не можеме да градиме автентични врски со останатите луѓе. Во фамилијата, во семејството најчесто или помладите посебно се кријат или пак се потиснуваат чувствата, потиснуваат нивниот сексуален идентитет. И кога станува збор за трансродовите луѓе, тие се уште повеќе изложени на наследство, на вознемирување, на дискриминација, затоа што проблемите кај нив се од специфична природа и се поврзани со тоа како се перцепира родот,
бинарната логика на родот, која за жал кај нас е многу силно вкоренета. Имаме се уште проблеми како се перципира што е маско, што е женско, и сето она што е надвор од таа рамка е оценето како ненормално. Што е многу лошо затоа што слободата на тоа кој си е неприкосновена и слободата да се изразиш на тоа како си, кој си, е исто така неприкосновена. Кои се пораките и фокусот, да речеме, на овогодишната парада? Кои се пораките кои што ги испративте? Па имаше повеќе пораки, една од главните пораки поврзани со застапувањето на нашите права е поврзана со правното признавање на родот, тоест можноста на трансродовите луѓе да ги именуваат потоците во нивните лични документи кои соодветствуваат на тоа кои се тие. И за да може тие бариери од типот на административни бариери во делот на пристапот кон јавни добри услуги да бидат надминати, се надеваме дека тоа тогаш ќе биде тие законски измени ќе бидат усвоени. Во меѓувреме работиме заедно со Комисијата за заштита од дискриминација, новиот состав, како сите останати граници организации кои се занимаваат и со ЛГБТ, но и со борба против дискриминација, да тековниот закон кој беше усвоен лани 2020 го спроведуваат нашите државни институции на најсоодветен можен начин, вклучително и врз основа на сексуална ориентација и на родов идентитет. Имаше доста поддршка од една страна и за парадата на гордоста, меѓутоа од друга страна сепак и оваа година предизвика бран на негативни коментари кај дел од јавноста. Дали колку зборувавте вие претходно, меѓутоа еве повторно ќе прашам дали колку оваа заедница и натаму се соочува со говорот на омраза во општеството и во заедницата? Има ли некакви намалувања, зголемување на говорот на омраза, каква е состојбата? Вообичаено кога има ваков вид на настани, значи парада на гордоста или протести или маршови, да има зголемено наследство, зголемен говор на омраза, посебно на социјалните медиуми. И тоа ја вади хомофобијата, трансфобијата на виделина, која што постои. Секако дека има доста голема количина на говор на омраза, поврзана со се што, не само со парадот, туку се што поврзано со ЛГБТ. Например, средба лани кај Пендаровски председателот во неговата резиденција, исто така бевме сведоци на значителна количество на говор на омраза. Она што разочарува и што ние се бориме и многиме се обидуваме да најдеме системско решение е казнувањето, санкционирањето страна на обвинителство, затоа што веќе имаме една пресуда од обвинителство за говор на омраза врз основа на национална припадност, ако не се лажам, каде што може да се даде примери за останатите видови на основи врз кои се врши говор на омраза, да се слични пресуди донесуваат. Во делот на причините зошто се појавува говор на омраза, голем дел лежи во тоа што нема интеракција, тоест има интеракција, но нема автентична интеракција помеѓу самите ЛГБТ луѓе и мнозинството, да речем, затоа што многу често таа перцепција дека ние сме увезени од Запад и дека не сме домицилни, дека не живееме овде или дека нема, е поради тоа што не постојат контакти помеѓу двете заедници, условно кажано, двете заедници. Постојат, ама не се автентични, значи сигурно сите луѓе во Македонија запознале ЛГБТ човек, ама не знаат дека е ЛГБТ. И тука мислам дека многу помага психолошката поддршка, тоест менталното здраве на поддршката на услуги на ментално здраве врз кај ЛГБТ луѓе, затоа што таа помага, придонесува кон оснажување, кон давање на зголемување на снагите на самата индивидуа во справувањето со интернализираната хомофобија. Токму тоа и сакав да ве прашам, еве вие како граѓански организации споминавте нудите психолошка поддршка, што веројатно можеби особено важна за помладите, кои нели има случаи можеби не се прифатени од семејството, од заедницата и така натаму, значи со особен акцент нели на помладите. Каде и како можат овие лица да добијат психолошка или било каква друга поддршка која што ја нудите вие како граѓански организации? Потребата од ваков вид услуги се потенцираше изразито лани за време на пандемијата, кога се појавија двојно пати поголеми барања за психолошко советување, за психотерапија индивидуална, но и групна. Кај нас и затоа отворивме во август 2020, значи националната линија за ЛГБТ, која што пружа советување, поддршка и помош на сите оние кои што ќе се јават на тој број. Вклучително не само ЛГБТ луѓе, туку и членови на нивното семејство, како и образовни просветни работници и издавствени работници кои се во контакт со самите ЛГБТ луѓе.
останатите услуги кои ги проширивме поради тоа што увидовме дека има голем број на барања за ваковите услуги се услугите за мобилна психосоцијална поддршка, значи надвор од градот Скопје, кај што може психолог или социјален работник да ги пружат соодветните услуги на самото лице кој што ги побара во местото кај што живее. Имаме и други услуги на упатување, значи на социјална заштита услуги, упатување, придружување, информирање, кои што се потребни во делот на остварување на човековите права во пристапот кон добри услуги, посебно пристапот кон нивните права во државните институции. Например, придружување на транс лице во нашите институции е многу потребна услуга, затоа што низ сите тие чекори во, наречемо, на обична постапка, само транс лице се соочува со интрузивни прашања во поглед на нивната приватност, вознемирување доживува, анксиозност и сето тоа е многу корисно кога има некој да го придружи во стварувањето на неговата потреба. Така, и Антониеве, за крај, како да се бориме против стигмата и предрасудите, како да создадеме едно општество кое што ќе биде отворено еднакво за сите, бидејќи од ова што го кажувате, за сега не сме веројатно баш такво општество. Па има интервенција од повеќе аспекти на повеќе нива. Системски не само законската рамка да се напреди, туку и капацитетите на државни институции да се подобрат, да се зајакнат. Индивидуално да се инвестира во ментално здравје на ЛГБТ, за да може самите ЛГБТ луѓе да разберат дека нивната улога е важна во самиот активизам и на некој начин да помогне во пошироката борба за човекови права. На сите останати поддржувачи, како што се медиумите, да известуваат соодветно, праведно, етички во согласно со стандардите на новинарско известување и пишување. И на некој начин да се креира некој вид на сојузништво помеѓу сите општествени чинители, за да може да се направи поволна клима за сите нас, не само за ЛГБТ. Антонио, ви благодарам многу што бевте дел од Студио 10 на телевизија 24. Благодарам и вам. Така, тоа беше Антонио Михајлов од Субверзивен фронт.